Иловица се наоѓа во подножјето на планината Огражден, околу 3 до 4 километри лево од патот Струмица-Ново село, на надморска височина од 286 метри. Станува збор за постара селска населба, која се претпоставува дека постоела и пред доаѓањето на турците на Балканскиот полуостров. Подоцна многу од турското население се иселува од Иловица и заминува за Турција. На нивно место доаѓаат нови жители во селото, претежно македонци. Ги викале бежанци. Инаку за името на населбата постои една интересна легенда. Се раскажува дека во падините на Огражден живеел некој човек по име Илјо. Тој не можел да ги поднесува насилствата и злоделата на осмалиите, поради што станал ајдутин. Но при еден напад на непријателот, тој бил убиен. Неговата сопруга Иловица, заедно со своите деца, подоцна се преселила во денешната населба. Со тек на времето, тука се населиле и други жители од околните рицкопланински села, па така била основана населбата, која според првиот жител била наречена Иловица. Како што минувале годините, селото почнало се повеќе да се шири и бројот на неговото население бил во постојан порас. Со иселување на муслиманското население, бројот на жителите осетно се зголемил. Денес Иловица е едно од најголемите села во општина Босилово, во кое живеат повеќе од 2000 жители. За Иловица е специфично тоа, како и за поголем дел од селото од општина Босилово, дека најголем број од населението се занимава со земјоделство. Доскоро Иловица не беше подложена на тај процес на иселување, меѓутоа последните 2 до 3 години, исто така и од таму имаме иселување во западноевропските држави, односно во државите членки на Европската унија, меѓутоа се уште тоа не е така изразено и затоа општина Босилово инвестира доста во Иловица во рамките на можностите на општината, за да би можеле да створиме подобри услови за населението да го зачуваме тука, односно да најде своја екзистенција и свој живот токму во родното населено место. Знам уште од поранешните мандати, да кажеме, прилично се обрна внимание на асфалтирање на улиците, на решавање на некои други проблеми. Еве, последните години исто така во нашите програми секоја година имаме проект за Иловица, така и ќе продолжиме понатаму. Веќе ни се гради и спортска сала во училишниот двор, затоа што Иловица заедно со Штука ни е школа што има најмногу ученици и ги исполнуваше условите да добие една училишна спортска сала. Во текот на овие зимски месеци, значи крајот на 2012 и почетокот на 2013 година, јас се надевам дека ќе се заврши и проектот за изградба на дополнителни линии на системот за наводнување, односно технолошко-техничка вода, која граѓаните на Иловица ја бара, и ова година се одвоија средства од буџетот на Република Македонија и преку Министерството за земјоделие. Тој проект ќе се почне во следниве 10 дена. Тоа го бараа жителите и дури по тоа да тргнеме кон решавање на нивниот најголем проблем, а тоа е снабдувањето со квалитетна вода за пиење. Иловица има систем за вода за пиење, меѓутоа тој е многу стар, повеќе од 30 години, е доста оштетен, меѓутоа бидејќи се работи за огромно село кое е и полупланинско
и со огромна површина. Тоа е една многу голема инвестиција. Меѓутоа, јас во консултации со холандиски партнери, значи правевме едно испитување и еден преглед на состојбата, така да од нив имаме предлог, значи да не мораме да градиме целосно нова водоводна мрежа, туку да ја реконструираме постоечката со тоа што нели ќе се направат тие проекти и планови и после решавањето на проблемот со технолошко-техничка вода, значи општина Босилово ќе биде задолжена да го реши и проблемот за вода за пиење, односно да се реконструират постоечките мрежи и Иловица да се приклучи на хидросистемот Иловица, односно да користат вода од прочистителната станица, како што користи најголем дел од општината, и така и тој проблем да почнеме да го решаваме. Иловица бележеше се поголем развој. Почнаа да се градат нови куќи, убави дворови, се асфалтираа улици, има школо, амбуланта, спортско игралиште, а наскоро ќе се реконструира и водоводната мрежа. Сето тоа кажува само едно: Иловица е прекрасно место со сите потребни услови за живот. Местното население од село Иловица, имајќи го пред инфраструктурното уредување во местното население, можеме да кажеме дека сме задоволни, бидејќи во делот на патиштата имаме инфраструктура решено надминато, имаме дел некако да уште да го согласиме. Во делот на обезбедување со вода за пиење, сме тука, сме на брана Иловица, имаме филтер станица, имаме сите основни потреби за нашето местно население. Во делот за наводнувањето, доле ни е системот за наводнување од брана Турија. Додатно имаме систем за наводнување од брана Иловица, што значи дека тука можеме едно слободно да кажеме дека местното население од село Иловица колку толку за една основна екзистенција можеме да бидеме задоволни. Во турско време, населението во Иловица се занимавало со производство на тутун и жито. Се одгледувало и афион, а муслиманите се занимавале со преработка на сусамот, од кој правеле зејтин. Наместо маст, тие во исхраната употребувале зејтин. Тогаш во селото имало и многу добиток, особено овци и кози. Во денешно време, жителите од ова населено место се занимаваат претежно со одгледување на тутун. Земјоделие во Иловица исклучиво сме повеќе на тутун и кумпир пролетта, фафаронки нешто се саде, позем пипер се саде и некој што има некоја фоличка, френка, краставичка. Исклучиво земјоделие се работи во Иловица. И сега, чиста земјоделка. Цели 35 години чиста земјоделка. Немам еден ден одморен за друга работа да имам друга дејност. Чисти земјоделци сме. Колку толку се трудиме да искараме. Малку тешко и напорно е земјоделската работа, ама сепак ние сме навикнени на таа работа. Ние одгледуваме тутун. Имаме таа година и тутун, френка имаме садено, имаме кумпир садено, фафаронка, од сите земјоделски култури садиме. Не сме се оставили без нешто да садиме. И чинички имаме садено, жито си имаме садено за нас. Си одгледуваме за нас стока, јабишка, крава, теленце, тие работи за домашни потреби, си искарваме наше производство.
се сада расата во леето во март, а расата се извадува во мај месец, тоа го садиме, во јуни го почнуваме да обереме до септември. И после септември, ноември го диплиме. Тутуно е тешка, многу работи не со он. По лејта, по нивата, па берена, па диплена, сели с полиса работи. И така, и ако не оплатат, добро, ќе ако не го платат, не знам што да правиме. Одејќи низ тесните, но прекрасни улици, случајно забележавме луѓе како печат ракија. Ги посетивме и не поканија на прекрасен селски ручек, а во меѓувреме ни покажаа како ја преработуваат ракијата. Семејството Маркови веќе 30 години се занимава со одгледување на грозје, кој го користи исклучиво за ракија. Јас кога сум се оженил, 30 години и повеќе 35 години, си има лоза, има 2,5 декара лоза. Ние не продаваме гроза. Дома се овариме ракија и вино се искарвиме. И варанто, ние секој пат малку покасно отимаме земјоделски работи, додека не завршиме полските работи. Сега околу Митровдан почнуваме. Кај завршат полските работи, почнуваме зварене ракија. Понапреди има макаци, после јас си направих еден базен, у базенту туруваме грозото. Сега па изизјаат тие врејките ошто поубаво. Го мелиме грозото, у врејки, од врејките право в казан. Сега е најубаво, врејки оти го туруваме, ни го бъркиме ништо. Од кај ќе избереме, ќе озгмечиме врејките право заварени. А понапреди у базенту, кај беше треба на дена по 4 пат, додека не преврие до бъркиш, а сега е многу поубаво. Врејки. Ми види казано на нас не е 120 литра, зависи од грозото, ама околу 21-2 кила, 3 до 23-4 кила. Оти го сајма ракијата на 50 степена, толк по 22-3 кила искарвим. Ва година даде Господ многу грозда, има баја казане, може 15 дена ќе варам ракија. Може ќе има околу 50 казане и сега нема друга работа, само ракија ќе си варим. Во селото се наоѓа и така наречената студена чешма. Постои уште многу оддамна, уште во далечната 1935 година. За прв пат се донесени камењата потребни за нејзина изградба. Жителите од ова населено место се уште овде доаѓаат со стомни и полнат вода, која ја користат за пиење и за други потреби. Имаше двојца за таа чешма. Еден, на стара жена, бабаката се викаше, тука за така се земјата. Еден дел тренча, а тука живееше. Кога дојде вода, оди тука, да иде по-малку воечка. Това тука го рамна, тие големите камери 35 година са донесени. Са трканени, не са донесени, ама. Кој ќе превара, он га чисти чешмата. Од тя, или бабата ката, или делото тренча. И чешмата повеќе след, ка вика, тренча чешма. Еми, од тука не е чешмата, од старо време си полниме вода. Најново таа се користи за пиење. Не е чиста и нека пиеме ние. Од тука си пиеме, си готвиме и така. И сега не ја изгради, е още по-убава да е. Јас за пиење, зашо? Често, јадење, пиење од това. Од чешмите нема, само за перење. И за садови нешто, за кафе, за јадење, за пиење, се само од тука. Во Иловица интересно е тоа што има 8 бунари, а водата од нив се уште се користи за пиење. Сите тие се сместени на различни локации во селото и се со различни длабочини.
Ова е само еден од 8 бунари кои што се наоѓаат во село Иловица. Длабок е дури до 22 метри, а жителите на ова населено место се уште ја користат водата за пиење. На твојата тајна вечера, денес, Сине Божи, прими ме за учесник, зашто нема да ја откријам тајната на твоите непријатели. Црквата Свети Димитрije во Иловица за прв пат е изградена во 1796 година. Истата била многу мала, па со помош на местното население е проширена и во 1915 година со реновирањето добива поубав изглед. Едно предание од поддалечното минато кажува дека на местото на старата христијанска црква еден османлиец сакал да гради куќа, но кога дознал дека на тоа место некогаш имало христијанска црква, ја откажал градбата. Така тоа место долго време било празно. Дури по неколку години е изградена сегашната црква во селото. Црквата е првата потекнува од 1796 година со пишен документ, па истата била со многу мала димензија, се наоѓа на истото место. Со доаѓањето на свештеникот Владимир Соколов, наречен Русинот, во 1912 година, работел човекот овде и како свештеник, но и како лекар. Постарите жители се сеќаваат се уште на него, бидејќи починал во 1948 година. Со неговото доаѓање се активира една русалиска група и донација од селото. Изградена е црквата некаде во 1915 година, меѓутоа по негово барање не е извршено светување, за да не би паднала како српска, бугарска или некоја друга црква, бидејќи знаеме во тогашните немирни времења можело да се случи се. Црквата е осветена од неговото високо преосвештенство господин Гораст и е назначена како Македонска православна црква, сега под јурисдикција на неговото високо преосвештенство господин Наум. Црквата е, реков, најпрвин мала, бидејќи како турско село не смеела да биде поголема во димензија од џамијата која е изградена во тогашно време, и самата црква е сосема со мали димензии. Старите икони имаме сочувано 3-4. Имаме и подароци во икони од русалиските групи што се некаде околу 150 години стари на платно, што е малку ретка појава, бидејќи знаеме кај нас во црквите се цртат исклучиво на дрво. Со моето доаѓање дојдовме до реновирање на внатрешниот дел на црквата, бидејќи ни беше постара, и проминавме најпрвен со ламперија, меѓутоа колку е практично тоа ќе покаже времето. Мислам дека во погодно време ќе дојдеме до рушење на ламперијата, па ќе гледаме да направиме со фрески како што доликуваат. Меѓутоа тоа ќе треба донација и средства. Интересно е тоа, реков, за време на доаѓањето на рускиот свештеник Владимир Соколов. Воведени се и првите книги, пишувани се на црковнословенски јазик, бидејќи тој зборувал на црковнословенски. Се крштева, венчавање, и интересно е и кај нас што треба да го кажеме. Ние сме како регистрирана црковна општина. За сите треби што се извршуваат во Иловица, во Штука, во Секини, во Дрвош, што е целата моја парохија, не се наплатува никаква црковна такса, се плаќа 300 денари годишна такса за црква, а со тоа пак сите обавени треби и крштевање и венчавање, не дај Божи покојни верници за погреби, не се наплатува ништо, туку се доаѓа тоа како еден вид црковна општина или наведено во наше време парохијал, што е една добра страна, бидејќи во овие времења кога е криза и се, не се наплатува никаква такса, а јас си добивам пак личен доход од црквата и од местото население.
Во Иловица се наоѓа и џамија, која е посетена од страна на муслиманското население. Никогаш точно не се знае кога истата е изградена. Џамијата во село Иловица и ние не знаеме точно од кога постоја и кој го изградил и како му името. Ние од село Иловица имаме некаде 100 куќи по муслимански исповед. Исповеда повеќе го вршиме на сам петок. Тоа е муслимански како празник. Доаѓат по 20-30 души у петок на клање на молитва, доаѓат кој како желби има, кој како верува, И не можеме баш толку да одржаваме, не сме могучност. Тераме некои работи од општината, ни помагаат, нешто да деа, още ќе потераме да ни помогнат општината за горе минарето, после може да го снимате, да се доградат. И идеме за Бајрам тука, имаме 2 Бајрама, муслимански празници, Курбан Бајрам, Рамазан Бајрам. Не имаме проблеми со другите националности, со христијаните тука, многу имаме добар соживот. Заедно живееме и на свадби, и на мртовци се одиме. Од тоа по-добро здраве од село Иловица што го имаме со христијаните. Имаме се многу, немаме никакви проблеми со џамијата, се е убаво. Етничката припадност никогаш не им била пречка во дружењето на жителите од различна верска и национална припадност. Оние од турска и македонска националност немаат предрасуди кога станува збор за заедничко живење и дружење. Меѓусебното живење досега не им направило никакви проблеми. Соживот е добро живееме. Со них. Не, јас живеам баш таму, малцинството горе, па живееме многу гарно. Дружиме се. Нема проблем, живееме сјарно. Си имаме една на друг. Ако христијани, ако муслимани, сите сме едно. Башка нема. Не ни прават, зашо да не прават? Ние не правиме и они не прават. Живото арној. И с христијани, с муслимани, си имаме помин. Сега е добро, што па ќе видиме понна, што ќе биде. Сега да постојат и тука некој пат постојат. Дека нема проблеми. Постојат, ама не многу. Уште има, мислам, разбиране. Жителите на Иловица на вистина можат да бидат горди што се дел од ова населено место. Наскоро очекуваат изградба на рудник, кој се претпоставува дека ќе донесе околу 500 нови вработувања од различни профили. Производството на злато и бакар од рудникот Иловица треба да започне некаде кон средината на 2017 година. Канадската фирма Euromax Resources има добиено концесија за експлоатација на бакар и злато на локалитетот Иловица. Тоа е, според сите официјални информации што ги имаме, едно од најиздашните наоѓалишта во Македонија и малку пошироко, и според плановите на споменатата фирма и информациите од нивниот менаџерски тим во приликата при подпишување на договорот со владата на Република Македонија, значи се очекува една инвестиција во 500 милиони евра и околу 500 вработувања, со тоа што по нивните планови првите
количини на бакар и злато, би требало некаде во форма на концентрат од тој иден рудник да излезат некаде во средината на 2017 година, ако се тече по нивните планови и ако состојбата на светските берзи и цените на металите го задржат тој тренд што го имаат и денеска. Тоа ќе биде на огромна перспектива за Иловица, бидејќи нормално, како и секоја компанија и веќе споменатата, ги користи човечките ресурси од Иловица, односно вработувањата ќе бидат од најблиските населени места и секако и од другите населени од општина Босилово и пошироко. И мислите и погледите на нашето населено место, не само на населението од село Иловица и сите околу нас, што се и Секирник и Штука, се околу рудникот кој се најавува, пробните испитувања покажуваат добри резултати. Надежта кај нас, жителите од село Иловица, се дека еве ќе дојде до вработување на местното население, тоа е добро и се надеваме дека ќе биде се во ред, ако луѓето кои се одговорни и компетентни за заштитата на животната средина си ја спазат својата она што го ветија пред местното население кога беше јавната презентација. Ако сето тоа го исполнат и нашите луѓе не се судрат со проблемот околу загадувањето на почвата и на воздухот и на водата, тогаш ќе биде во ред. Меѓутоа, ако дојде до нешто, тогаш ние стоиме на располагање на нашите граѓани како представници на местниот одбор од местното население село Иловица, ќе го алармираме и ќе бараме инспекцијски служби благовремено да интервенират, да се испита како на почвата, така на водата и на воздухот, да видиме да не дојде до некое загадување, да се со една единствена цел да го заштитиме здравието на нашите граѓани. Проектот Иловица е дизајниран да работи во согласност со мерките за заштита на животната средина, кои што се наведени во студијата за животна средина. Тие мерки ги следат директивите на најдобрите достапни техники во рударството и во подготовката на минералните суровини, кои што се користат во рударската индустрија во најразвиените земји во светот. Значи, во текот на 2011 година беше подготвена студија за оцена на влијанието врз животната средина за проектот Иловица. Во ноември 2011 беше спроведена јавна расправа по таа студија во општина Босилово. Имајќи го предвид позитивниот исход од јавната расправа и комплетираната студија за животна средина, Техничката комисија при Министерството за животна средина препорача да се издаде одобрение за спроведување на проектот Иловица и тоа одобрение беше издадено и беше ратификувано од страна на министерот за животна средина во октомври 2012 година. Значи, студијата за животна средина за проектот Иловица препорачува мерки за намалување или за целосно елиминирање на влијанието врз животната средина, како и значи за целосно намалување на тие мерки кои би се појавиле во текот на работата на проектот или по неговото затварање. На тој начин, со спроведување на тие мерки, ќе се овозможи максимална заштита на здравјето на луѓето и одржлив развој на општина Босилово. Квалитативната и квантитативната анализа на емисиите на отпадни води, на издувни гасови, на прашина, како и на нивоата на бучева и вибрации што би се појавиле при спроведувањето на проектот Иловица, покажа и потврди дека тој проект нема потенцијал за значително влијание врз квалитетот на животната средина и врз здравјето на луѓето.
Во соработка со општината, во Иловица се реализирани и низа проекти. Изградено е ново спортско игралиште, на кое денес тренираат млади фудбалери. Уште од 1947 година постои фудбалскиот клуб Огражден, кој во 2011 година го освојува првото место на општинска лига. Освен игралиштето, во Иловица се реализирани и низа други проекти. Многу проекти кои досега не се били реализирани во руралниот сектор, веќе на некој начин се во соработка и се реализират. Така да во моето село, во село Иловица, во соработка со општината и местната заедница се реализирани дел од проектите и се во реализација, како и планирани за извршување на тие проекти. Нормално, доколку се најдат средства за тоа, значи како идејни проекти во село Иловица се планира да се изградат новото игралиште што е стадионот, во кој за донациите сме во приговор и мислам дека ќе се реализира, исто како и мостот на реката Иловица треба да се реализира. Капелата во црквата Свети Димитрија, кој е во тек на реализирање на планот за донесување за да може да се оствари тој проект. Нормално, со поддршка на градоначалникот, сите овои проекти треба да бидат во завршна фаза најкасно до 2013 година. Децата од различна верска и национална припадност немаат предрасуди кога станува збор за дружење и игра. Заедно одат на училиште, ја посетуваат наставата во Свети Кирил и Методиј и имаат меѓусебно разбирање и толеранција. Во училиштето учат 262 ученици, од кои 50 се од турска националност. Основното училиште Свети Кирил и Методиј Иловица е сместено во општина Босилово. Го сочинуваат едно полно 8-годишно училиште и 2 4-годишни училишта во Секирник и Радово и едно полно 8-годишно, реков, во село Турново. Во училиштето вкупно се школуваат на ниво на училиште, сега зборам на Свети Кирил и Методиј, се школуваат вкупно 500 ученика, распоредени во 37 паралелки. Меѓутоа, тука треба да спомнеме дека само во матичното училиште, тоест во Централното основно училиште Свети Кирил и Методиј Иловица, се школуваат ученици од 1 до 8 оделение, вкупно 262 ученика, распоредени во 18 паралелки. Битно е да се спомне, кога зборуваме за ова училиште, е тоа што во ова училиште учат деца и од друга националност, значи училиштето работи во мултиетничка средина и тоа имаме ученици, една паралелка на турски наставен јазик, која работи со учениците во оделенска настава од 1 до 5 оделение и 50 ученика исто од турска националност кои што учат во македонските паралелки на македонски наставен јазик. Како училиште во нашите историски истражувања и податоци кои што располага со училиштето, кога веќе ја кажуваме личната карта на ова училиште, може да спомнеме дека
во ова училиште датира уште многу одамна, уште по ослободувањето од османлиското робство, некаде се работело во една турска куќа, училиштето постоело во една просторија, од која подоцна прераснува со 3 училници и до известно време, до 61 година работеше во училиштето во задружниот дом, меѓутоа од 1 мај 1988 година е направена оваа зграда со помош на местното население, во која учат до ден денес учениците и која како зграда јас и ние сите сме горди што одговара на законските норми. Не велам дека условите не треба да бидат подобрени, во иднина и тоа се планира, како од Министерството, така и од општината се прават некои напори за подобрување на истите. Учениците моментално, освен задолжителната настава, која што се изведува за сите ученици, реков, од 1 до 8 оделение, исто така се изведува и во наставни активности. Нашите ученици учествуваат во повеќе секции, слободни ученички активности, кои што бележат повеќе успеси и многу наши ученици останале и остануваат, односно се запишуваат, се запишани во летописната книга на училиштето, која се води за сите ученици кои што досега имат освојувано награди, и горди сме на нашите ученици кои што освен на општинско, регионално имаме ученици кои што имаат освоено и на републичко, на државно ниво. Така да за тоа зборуваат и повеќето награди, пофалби, благодарници кои што ги красат нашите паноа во училиштето. Во училиштето постои училишен хор и оркестар, кој има учествувано на повеќе државни и регионални надпревари и има освоено повеќе награди. Од ова населено место има излезено околу 15 познати музички имиња, кои имат оставено свој белег во македонската народна и забавна музика. Иловица секогаш дава и сметам дека ќе дава уште многу познати еминентни имиња од сферата на музиката. Имаме доста дипломирани музичари, па по мои сознанија јас мислам дека имаме едно 15 луѓе со музичка академија од овде, од Иловица. Имаме сигурно над 30 луѓе со средно музичко училиште. Имаме музичари аматери, музичари професионалци. Јас би спомнал неколку од познатите имиња. Ќе спомнам прво од постарите генерации, господинот Перо Христов, тој е овде. Ќе ги спомнам фамилијата Ангелови, Игор и Здравко Ангелов. Исто така фамилијата Јовчеви ќе ги спомнам. Сузана Јовчева, Вана Јовчев брат и јас, Серафим Костов брат ми, Георги Костов татко ми. Исто така од фамилијата Митрови ќе ги спомнам Љубен, Габриела, сега Перо или така натаму. Значи нема и да не се наоѓаат оние што ќе ги испуштам. Навистина Иловица нуди нешто специфично затоа што не само што не има, значи ги има музичарите, туку и не има и квантитативно и квалитативно, затоа што мислам дека е сувишно да зборувам колку имаат постигнати сите тие имиња во областа на народната, забавната музика и така натаму. Ова беше се што ни подготвија жителите од Иловица. Интересни личности, прекрасни приказни, убави спомени.
Сето тоа ќе не натера уште еднаш да го посетиме ова прекрасно населено место.